Повторно сме назад во студиото, каде што започнуваме со нашиот денешен прв разговор во рамките на емисијата Македонија денес. Како што споменав, ќе зборуваме на една тема од областа на медицината, состојба која што кај повозрасните лица ми се чини дека почесто се појавува, меѓутоа верувам дека и дел од помлада генерација не е изоставена кога станува збор за оваа состојба која што се појавува кај луѓето. Станува збор за коскини шилци. Неколку пати се случува во животот кај повозрасните да се појави одредена болка во вратот, во коските, во кичмата, меѓутоа таа болка со поодредено време да исчезне. Колку е сериозна всушност оваа состојба? Што се коскини шилци? Како може да ги диагностицираме и како може да се лекуваат? В продолжение ќе ни одговори нашиот денешен прв соговорник, примариус доктор Толе Битовски, специјалист физијатар. Добар ден, доктор, и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Јас се надвам дека со оваа тема малку ќе им објасниме, ќе ги разрешиме сите оние дилеми кај луѓето кои што имаат некоја ваква симптоматологија, кога станува збор за коскините шилци, меѓутоа ќе започнеме пред се со етимологијата. Што се всушност коскини шилци? Да, честа појава, честа причина за доаѓање на пациентите на лекар, на ортопед, на физијатар, на травматолог, се болките кои што се како резултат на причина на шилци во рбетниот столб, во петите, во колената, во колковите, во рацете, во шаките. Така да, кога ќе дојдат кај мене пациентите и доаѓаат претежно со рентген снимки во поголем процент и викаат: докторе, јас имам шилци на вратот, имам шилци во грбот, имам шилци во лумбалниот предел, некој доаѓа со рентген снимка: докторе, ми најдоа шилци во петата, поради тие болки, и стварно на рентген снимката се диагностицираат тие шилци, односно шилците представуваат остеофити, латински. Тоа се деформации на коските. Знаеме, коските се 206 на број, кои што дел од нив предизвикуваат создавање на шилци, а поголемиот дел не предизвикуваат, бидејќи тие коски што се пооптеретени, изложени на поголем притисок, тие повеќе формираат овие деформации, односно остеофити. Иначе етиологијата која што е причина за настанување на овие шилци е широк. Прво би споменал генетиката, како и при секој болување генетиката, гените кои што ги кажуваат сите оние карактеристики на организмот, потоа конгениталните деформации, сораѓањето, рамни стапала, други деформации на стапалата, потоа колчињата кои што не се добро развиени, кифозата, сколиозата, сите оние деформации на рбетниот столб и на екстремитетите представуваат фактички една причина за појава на тие шилци. Потоа статичниот начин на седење во клупите, на седење во претежно администрацијата, која што седи пред компјутери подолго време, пасивната работа, а од друга страна се помала спортската активност, односно движењето, исто така е причина за појава на овие шилци, бидејќи при тие статики ослабнува мускулатурата, која што таа предизвикува која што се припојува на коските и со нивно со придвижување фактички мускулите ги оптеретуваат коските и на тој начин фактички придонесуваат коските да стануваат појаки. Односно, поради слабост на коските се појавуваат и деформации на коските, а исто така и на зглобовите, Потоа рамните стапала исто така придонесуваат и кај децата и кај возрастните. Носењето на тесни обувки, на високи обувки, претежно кај женската популација, исто така придонесува повеќе за стварање и на шилци, меѓутоа и на други деформации. Шилците се деформации на коските, меѓутоа коските имат и други деформации, например на стапалата поради тесни кондори и високи подпетици, се прави една деформација халукс валгус. Тоа е деформација на првата метатарзална коска со палецот кај што се спомна. Тука хипертрофира тие две коски и прави кочворчиња, така да палецот често пати оди над вториот прст, јавно станува една проблематична ситуација која што ги деформира и чевлите, која што предизвикува болки и отоци на подколениците.
така да седењето, што рековме, во административните објекти, на школите, неправилното седење, од 8 сати предизвикува исто така ослабнување на паравертебралната мускулатура, при што доаѓа до нагмечување на дисковите, стварање на една дископатија, која што тапа предизвикува иритација на прашлените, што се помеѓу дисковите, настанува една нивна иритација, едно нивно нагмечување, при што настанува исто така хипертрофија на новие пршлени и стварање на шилци на пршлените. Сега остеофити исто се викат, меѓутоа имат и посебен назив кој што носи назив спондилофити, односно викаме спондилоза, позната во медицината, кај што веќе и пациентите ја имаат веќе научена таа диагноза. Потоа остеопорозата, која што представува слаби коски, односно густината на коските послаби, исто така предизвикува создавање на шилци, така да често пати пациентите доаѓаат, вика, како јас имам, вика, остеопороза, а од друга страна коските ми хипертрофираат, ми прават шилци. Вика, дали од премногу внесување на калциум, не е причината премногу внесување на калциум, иако и тоа е проблем. Значи, ние докторите, кога ординираме терапија, гледаме да ја балансираме рамнотежата меѓу внесувањето на калциумот, внесувањето на D-витаминот, магнезиумот, К2 витаминот и кај остеопоротични оние испитувања кои што се веќе диагностицирани како остеопороза, даваме и бифосфонати за регулирање на остеопорозата, стопирање и потоа подобрување на остеопорозата, бидејќи се појавуваат шилци кои што предизвикуваат понатаму симптоматологија, Потоа трауматските промени исто така може да предизвикаат деформации на коските, фрактурите, разните повреди, ендокринолошките пореметувања, хормоналните пореметувања, автоимуните оболувања, ревматолошките, ревматологија претежно кај прстите на шаките, тука гледаме деформитети на малите коскички на шаките, кои што може да бидат и во вид на хипертрофија, и во вид на шилчиња, формирање, кои што предизвикуваат и деформација на изгледот, и болка, црвенило, ограничена подвижност, смалена функционалност. Потоа, исто така, од друга страна, и преголемата физичка активност, претежно кај спортистите, кај фудбалери, кошаркари, што тренираат некои појаки, потешки спортови, исто така има и стварање новие остеофити, односно деформација на коските. Значи, ово малце поопширно го објаснувам, бидејќи и лечењето на шилците, односно превенцијата на шилците, е важно да ги знаеме етиолошките причинители на шилциве, па на тој начин и да превенираме и стварање на овие шилци, кои што, верувајте се, стварно, шилците се трн. Наравно, кажам, трн, замислете во пета да имате камче, па ве боцка, а не шилец да имате во петата внатре, прави од болка, од оток на стапалото, потоа тие симптоми одат во подколеницата, каде што има болки во подколеницата, отоци во подколеницата, и се до тоа нагоре се рефлектира, каде што понатаму си одат оние симптоматологија, така да убаво и кај децата на време да се регулира рамните стапала, кифозите, сколиозите, и кај возрастните, ово што кажуваме, да последен сат седење да стануваат, да не биде на седење од 8 сати без 2 минути раздвижување на пола сат, 45 минути на сат, не мора тоа да биде точно на сат, Со лица, кога сме зборувале за шилците кои што веќе знаат дека ги имаат, велат дека болката е навистина голема. Покрај болката, другите симптоми, кои се кои што би ни дале знак дека станува збор за шилци, независно дали се на колено, на стапало, на рбетот? Кои се останатите симптоми кои што со сигурност ќе ни укажа дека станува збор за шилци во коските? Да, како што кажав на почетокот, пациентите, добар дел од пациентите доаѓаат веќе диагностицирани, односно со рентген снимка дадена од матичните лекари, каде што веќе се диагностицира проблемот, деформацијата на коската, дали е шилец, дали е некоја
хипертрофија на коската во однос на склероза, на зголемување на тој дел од коската. Значи постои такво нешто зголемување на коската? Па да, хипертрофира коската, нели си има своја големина облик, при овие деформитети таа станува поголема на тој дел, се прави значи една деформација на коската, хипертрофира, станува поголема на тој дел, меѓутоа не значи дека тоа е подобро, бидејќи таа иритира после тука се наоѓаат нели зглобните структури, рскавиците, лигаментите, тетивите, мускулите, кожата и сето тоа се воспалува и прави болка. Иначе, ја ќе се задржам претежно на симптоматологијата во кратки црти, бидејќи ова е тема која што на сите коски во човечкиот организам. Ќе се задржам претежно на шилците во рбетниот столб и шилците во петата, колената, колковите, тука највеќе и рачните зглобови. Од прилика симптоматологијата иста ќе споменеме. Рбетниот столб, шилците на рбетниот столб може да бидат шилци на вратот, изолирани, може да бидат шилци на грбот, викаме вратна спондилоза, торакална спондилоза, или може да бидат на лумбалниот дел на кичмата, односно лумбална спондилоза. Значи тоа се израстоци на коските кои што одат дели на страна, кои што удираат во меките ткива, во лигаментите, во тетивите на мускулите, во самите мускули, прават едни воспалителни реакции, односно црвенило, болка, оток, сето тоа предизвикува смалена подвижност кај пациентите. Една укрутеност, една неможност да се наведно да се движи, ако е на вратот, нели не може да го движи вратот на сите страни, има болка во вратот, во плешките, во рамењата. Од другите симптоми може да има наведнување на една страна повеќе, да е вратот, да има една денивелација на рамењата. Тие се оние првите симптоми, болката е првиот симптом, а потоа може овие шилци да даваат и други и нервни испади, односно да предизвикуваат трнење на рацете, трнење на шаките, промена во сензибилитетот, да не чувствуваме топло-ладно, и исто така значи може да дојде до понатамошна иритација на нервите, каде што може да бидат засегнати нели мускулите, до хипотрофија, атрофија, до намалена подвижност, до смален обем на движење на зглобовите во рацете, значи исто така, вратот до неможност за поквалитетно спиење, ако не спиеме квалитетно, не можеме после тоа нели да бидеме ефективни на работа, значи придонесува на целокупниот и психички и физички понатамошен квалитет на живот. Во торакалниот дел шилците можат исто така да предизвикаат истите симптоми, болките се тие што се на прво место и кои што нели ги принудува пациентите да доаѓаат кај нас, меѓутоа исто така и нервни симптоми, од тука излегуваат нервите за инервација на торакалните органи, па може да доаѓаат некои проблеми кои што личат на кардиоваскуларни проблеми, односно да се мисли дека има проблеми со срцето, подоаат на интернисти, меѓутоа интернистите верифицираат дека не е тоа од срцето, односно е од торакалната кичма. Во лумбалната кичма исто така шилците предизвикуваат болки, предизвикуваат неможност за движење, неможност значи за секојдневна активност. Некои имаат болки при одење, некои болки при седење, некои дури имаат болки и при во лежечка позиција, така да претежно и самите пациенти зазимаат позиција на она принудна позиција која што највеќе горе, така ги советуваме на која нели страна ви е подобро, така меѓутоа има некојаш и никоја страна не е добра, па доаѓаат нели па ставаме ампуларна терапија, нели целокупната она медикаментозна терапија по тие протоколи во зависност од јачината на болката. Потоа овие шилци може да предизвикуваат нели иритација на нервите, односно на ишијасот кој што е познат широко кај народот, односно болка по едната нога, потоа по надворешната страна на ногата. Може да има трнење на нозете, на прстите, на стапалата. Често пати болката може да е во пределот на колкот. И вика пациенти доаѓаат дека колкот ме боли. Меѓутоа по анамнестичките податоци, ако имаат рентген, исто ќе се види дека и при сите оние нели клинички испитувања ќе се види дека од ишијасот, така да парезата веќе вториот степен и понатаму може да дојде до хипотрофија, атрофија, парализа на
значи на екстремитетите, нели во оние потешки случаи, бидејќи спондилозата никогаш не можеме да ја гледаме одделно. Секогаш каде што има спондилоза, има одреден процент и на дископатија. Значи, ретко да оделиме спондилоза без дископатија. Бидејќи дископатијата предизвикува нели оно змечување на дискот, каде што прашлените се припојуваат, тука доаѓа до нивно приближување. Кога се приближуваат прашлените, тие наоѓаат една поголема иритација меѓу нив, настанува една склероза нивна, настанува една остеопороза тука, поради тоа што коската реагира, живо ткиво, иако нели коска како коска е тврда. Јако викаме, личи како неживо ткиво, меѓутоа таа си работи, таа си има и остеобласти, си има остеокласти, односно крвни садови, кои што стално има размена на тие клетки, односно остеокластите ја разградуваат, остеобластите ја изградуваат коската, така да има една стална една размена, значи на нивната активност, така да доаѓа до една пролиферација на тие пршлени и не личат како квадратести, него веќе од страните почнуваат да се издолжуваат, односно деформираат, односно да формираат остеофити, шилци. Кога на самиот почеток, кога и се договаравме всушност за оваа тема, поставив едно прашање кое што ми се чини дека кај многумина луѓе постои како дилема кога станува збор за коскините шилци. Реков дека и вие рековте дека всушност се појавуваат кај повозрастната популација, секако рековте дека може да се појави заедно и со остеопороза и како причина да биде едно од хормоналните пораметувања. Дали коскините шилци се случува да се појават кај помладите луѓе и која би била тогаш причината покрај травматските промени? Дали може хормоналните промени во организмот да доведат токму кај помладата популација се појават шилци на коските? Да. Добро што го поставивте прашањето кога веќе правевме муабет за рбетниот столб, за шилците на рбетниот столб, бидејќи тука може шилци да се најдат и кај помладата популација. Јас сум видел и кај 16 годишно девојче, кај 18 годишно девојче, претежно кај девојчињата е нова возраст. Нова возраст, да речеме 18, 20, 22, дископатичните проблеми повеќе кај машките ги гледам. Значи шилците кај девојчињата можат веќе од 16 години, 18, 20 и неколку години веќе сум видел поизразени шилци на рбетниот столб. Така да процентот на застапеност само е повеќе кај возрастната популација, меѓутоа веќе со денешниот начин на живот, каде што децава се многу време пред школи, помалце време имаат за спортски активности, односно таа нивна пасива гледање телевизори, компјутери, мобилни, придонесува значи за една послаба активност на мускулниот систем, а тоа пак предизвикува значи поголема иритација на коските, нема што да ги држи, бидејќи мускулниот систем на телото е оној природен корсет кој што држи све. Го држи рбетниот столб, ги држи нели зглобовите покрај лигаментите, нели тука кои што се наоѓаат во нели во зглобовите, така да почеста значи може да се најде и веќе во денешно време доста е присутноста на овие шилци во значи кај помладата популација. Иначе повеќе карактеристична кај повозрастната популација, а за разлика од тоа кај периферните, значи кај екстремитетите и кај значи рацете и нозете, тука шилците се помалци изразени, меѓутоа па се изразени оние други деформации. Деформации, да речеме, кај девојчиња веќе на 14 години има халукс валгус, што значи на хипертрофија на првата метатарзална и палецот, каде што има деформација, палецот оди над вториот прст, имаме деформирано стопало кое што е карактеристично за повозрастната популација. Така да овие симптоми кои што ги даваат дошле кај мене без рентген снимка. Значи доаѓа нели пациентка која што е девојче 14 години, болки во стапалата, кога се совлече да видам стапалата има халукс валгус, што е ретка појава. А иначе шилци не сум видел до 22-3 години, не сум видел шилци на пета кај помлада популација. Да, и се надеваме дека нема да ги видите. Да. Имаме двајца гледачи кои што чекаат на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, убав и среќен ден, Мартина, вами на вашиот гостин. Благодарам. Едно прашање.
Мене од половината надоле не знам дека сум јас. И кога ќе левата нога кој ќе притисна лака ми шкрипаат коските. Одошто може тоа да ми биде нека ми каже вашиот гостин унапред ви благодарам и извинете ако одгрешив и Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден, да го слушнеме и вториот гледач, па докторот ќе одговори на прашањето. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до гостинот. Навистина едно прекрасно објаснување, мада не беше пропратено визуелно, меѓутоа многу убаво објаснуваше. Моето прашање ми било во врска со она популарното кокалче или халус валус, медицински термин, дали е возможна хирушка интервенција? Заради тоа што во последните 2 години толку многу ми нарасна, а без да ги имам, да кажам, ризик факторите кои што ги наброја вашиот доктор. Добро. Само тоа ме интересира, дали е возможна хирушка операција за намалување на тој деформитет. Добро. Благодарам. И благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Така. Да. Да, и одговориме на Еве, првата првата гледачка име на дополни дури. Тоа што заборев, некогаш и лекареве кои излегуваме доктори на телевизија, забораваме сите симптоми, сите тие работи да ги кажеме, така да еве гледачката кажа една ситуација која што ја не ја кажав, односно шкрипење на зглобовите. Така да претежно кај колената, кај колковите, кај рачниве зглобови, исто на рбетниот столб, бидејќи остеофитите тие се шилци. При движење нивно, дали се наоѓаат нели на периферните зглобови, дали се наоѓаат на рбетниот столб, може да дојде до нивно шкрипење. Не е како резултат само и на шилците, тоа е како резултат каде што има шилци, тука е пропратено рбетниот столб со дископатични проблеми најчесто, а кај периферните зглобови е пропратено со дегенеративни промени на зглобната рскавица, односно на самиот зглоб. Така да тука е оштетена и самата рскавица, така да шкрипењето доаѓа претежно од рскавицата која што е оштетена на периферните зглобови, од дисковите кои што се нагмечени во орбитниот столб, така да шкрипењето представа фактички и знак за дегенерација дали на орбитниот столб, на зглобовите во орбитниот столб, односно зглобовите во периферните зглобови, на скочен, на колено, колк, рачните зглобови, лактот, рамото и така натаму. Инаку за втората гледачка, значи халукс валгус, односно народно познато како кокалче на предниот, на палецот на стапалото, ризик факторите може да има остеопороза, пациентката да не знае, треба да се испита тоа. Може да биде некоја генетска ситуација во прашање, да има послаб локомоторен систем, односно генетиката на незиниот коскен систем да е малце послаба него кај другите. Секој човек има, значи, некој послаб систем. Дали е тоа коскен, зглобен, плуќен, хормонален, крвен, значи од било кој систем, таква е генетиката да тој систем е малце послаб него кај другите луѓе. Исто така носењето на не мора да бидат и високи контурите, може да бидат тврди, јаки, неквалитетни. И кога газиме, удираме на нив, не одиме на помека основа, така да доаѓа до удирање до стегање на стапалата, до текување на стапалата и тоа халукс валгус, тоа кокалче се формира како резултат на некој притисок, нешто го мачи. Ако е висока под петица, кога е висока под петицата, одиме на предниот дел, вршиме притисок на предниот дел. Ако е тесна кондурата, и тоа сакам да кажам, ме подсети гледачката. Значи, кај женската популација, веќе секоја трета обавезно, може и секој втора веќе има халукс валгус, односно деформација на палецот, на првата метатарзална коска и палецот, така да како резултат на тоа што женската популација носи потесни и шпицасти контури. И да нададиме ако се доста високи, меѓутоа не мора да се високи, ако се тесни и коската бидејќи притисната, таа реагира со хипотрофија. Затоа и ние викаме најдобар лек за коскениот систем, за мускулите и за целокупниот систем е движењето. Ако ние се движиме, мускулите ги оптеретуваат бидејќи мускулите се фиксираат за една коска,
за другата коска да не изе и при движење тие ги оптеретуваат коските. Кога коската се оптеретува, таа и формира подобро коскено ткиво. Сега ако многу се оптеретува и тоа не чини, затоа кажавме кај спортисти, кај некои што се бават спортски многу активни, кај нив настануваат овие деформации. Значи треба еден баланс. Треба иначе за хируршко лечење тоа е краен стадиум. Добро. Краен стадиум е на решавање на еден проблем во медицината. Први се презема сите оние медицински мерки, да речеме кај оваа проблематика. Прво од совети за квалитетни кондори. Не знам зашто вие женските многу тесни кондори сакате шпицасти. Трпиме за мода. Да. Па ја им викам, За убавина. може да се носат и повисоки и пошпицасти и тесни, меѓутоа тоа да биде за у кафичи, за во кафанчиња, за свадби, има и такви моменти. Тоа нема да направи сигурно деформација. Меѓутоа секојдневното носење и подолготрајното носење предизвикува. Да. Така да убаво не мора да се носат и ортопедски нели кондори, меѓутоа кога се купуваат кондори треба да се облечи, да се пооди, кога се оди да се гледа да не те носат во валгус положба, него нормално да се оди или на страна да не влечи или па да не ги собира нозете навнатре. Значи убаво е секој што се купува кондори со придружник. Друга страна кога гледа ќе види придружникот дали убаво водите самата ќе се видите на огледало. Значи на тој начин да се води многу евиденција околу кондорите. Не мора да се скапи, никој не вика дека треба да се скапи, меѓутоа да се биде квалитетни, пошироки и висината да биде од 3 см до 6 см. Ја гледам и кондори што ги рекламираат на телевизија, нели, што се по телевизиите, гледам дека висината да се измери е над 3 см. Сега има една друга ситуација, кога кажувам од 3 до 5 см устари. Некои од научните сознанија кажуваат дека и 5 см може да предизвика халукс валгус формирање, исто така шилес на петата да формира, меѓутоа од друга страна па ако се носат ниски кондори под 3 см, речеме нели оно скроз равни, претежно за женската популација го кажувам ово, тогаш коленото им оди во назадна состојба, ја викаме рекурватум состојба. Тогаш доаѓа па до една друга состојба каде што доаѓа до оштетување на зглобот на коленото. И сега треба да балансираме, да не бидат ептен ниски, да не бидат високи, затоа подобро е нека бидат 3-4 до 5 см, бидејќи сигурно не би направиле толку голем халукс валгус како ниските што би направиле па проблем на коленото, па после би добиле други проблеми. Така да нели советот за нормално пешачење, нормално стоење, временски да се менуваат. Ако се пешачи да се одмори, ако се стои многу да се седни. Исто тука би ја додал и медикаментозната терапија, односно суплементите би ги додал. Би ги додал како резултат на потхрана на нервниот систем, на коскениот систем, на зглобовите, така да зависи од годините на возраст, иако сега и кај дечиња, дека бебиња да даваме D витамин, даваме B витамин, нели кај тие што треба, меѓутоа кај возрастната популација ќе треба, значи, страна на докторот да се дават и суплементи, да се надополни на секојдневна исхрана, бидејќи не се исхрануваме така секојдневно, за да ги покриеме потребните количини на сите витамини, протеини, суплементи што се потребни на организмот. Да. Стигнавме до оној дел каде што верувам дека на многумина ќе им биде значен, меѓутоа ете Одрижија вела дека имаме повторно гледач на линија. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Предпоставам дека гледачот се исклучи, секако да самиот крај на разговорот ќе има можност да повторно да се јави и да го постави своето прашање до нашиот денешен соговорник, примариус доктор Толе Битовски. Кажете ми, докторе, кога станува збор за лекувањето, како би можеле овие коскени шилци да се лекуваат и дали воопшто се лекуваат? Меѓутоа, се извинувам, повторно вела дека имаме гледач, да му дадеме предност на гледачот. Добар ден, повелете. Повелете, во програма сте. Да ме вклучите во програма. Во програма сте, ве слушаме. Не се слушам јас. Намалете го, господјо, тонот на вашиот телевизор, сигналот кај вас доцни. Во ред, да. Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање до гостинот, прво поздрав. Благодарам. Ако може.
Имам болови во стопалата на ногата. И имам отечено малце. Посебно се вале кога ќе станам од спиење, не можам да нагазнам на ногата. Бев на ортопед, ми даде наклофен, серапеплас, како се вика овој, не знам. Серапептаза. Глукозамин, ја испив дозата. Добро. Кога пиев, оседив малце подобрување, но сега пак истото. Пак имам болови. Што ќе ми препорачите? Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имаме уште еден гледач да го слушнеме прашањето, па докторот ќе ги одговори двете прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас во студиото. Благодарам. Сакам да го прашам докторот, пронајдено е дискус хернија. Имам дискус хернија со откажување на прстите на десната нога, третиот и четвртиот, а сега тоа се пренесува откажување на левата нога на прстите. Бев на испитување, утврдено е ова, ми дадоа препорака физикална терапија и при болка да пијам нимер таблети. Меѓутоа праве физикална терапија, но состојбата не се подобри. Дали има некое излезно решение во излекување, затоа што болката кога трпнат прстите е неиздржлива, со појавување на отоци и страшна болка, како ногата да е ставена во жар. Добро. Па ве молам дали докторот може да ми даде некоја препорака. Благодарам и Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Докторе? Да. Првата гледачка, болки и оток во стапалата. За првата гледачка би кажал. Значи, колегата ординирал терапија како што треба да си се ординира. У почетокот така се препорачува кај пациентите, нели, станува збор за една болка во стапалото која што не знаеме, нели, има оток, има болка, не може да се движи и даваме антиревматици, некој препарат за болка. Еве колегата дал серапептазе кој што е за против оток, нели, против воспаление. Потоа од тие препаратите исто така за регенерација на тетивите, лигаментите, зглобовите, се оке. И сега чекаме да се поправи состојбата. Затоа закажуваме па контролен преглед. Или кажуваме, ако немате подобрување од оваа терапија, ќе дојдете пак. Бидејќи од почетокот секојаш не стапуваме со фул терапија, односно со фул оние процедури што треба да ги направим. Ако еве состојбата не се подобри тука, така да треба на контрола доди гледачката, тога се преземат други активности. Ако не е направено рентген, ќе треба да се направи рентген, да се види зошто е тој проблем. Ако се покаже дека е некој шилец, тогаш ќе треба да се дадат исто така креми некој за мачкање. Треба имам едни влошки за шилци на пета. Јас многу не ги препишувам тие кожните што се вика влошки, него повеќе тие се со отвор на пета, меѓутоа не знаеме кај се наоѓа шилецот, дали баш у средина, дали на страна кај што е отворот. И затоа подобре е силиконска влошка да се даде, која што целата пета би ја амортизирала, односно би газала на меко, да се избегне кој шилецот. Ако е некој друг проблем, тогаш ќе постапаме поинаку. Треба да се со еластичен завој да се мобилизира малце и тој дел од стапалото, од зглобот. И за втората гледачка? Да се продолжи. Да. За втората гледачка дискус хернија е констатирано. Тоа е значи една состојба која што ја често пати викам зошто не ја класифицираме и таа дискус хернија. Дали е прв, втори и трети степен, за да знаеме колкава е состојбата. Меѓутоа самата симптоматологија кажува дека веќе дискус хернијата во подоцнежен стадиум, односно појака, штом се појавува болка, штом се појавува веќе пареза, односно трнење, тоа е веќе малце потешка состојба. Така да тука се изритирани помеѓу дисковите на нрбетниот столб, односно прашлените, и дисковите поминува ишијесот од кичмата, кој што тој ишијес е изритиран од дискот кој што го притиска, веќе ишијесите надоле се иритирани, воспалени, ќе треба да се дава една подолготрајна витаминска суплементија
за рехидратација на дискот, може да се даде лумбален пояс кој што ќе ја стабилизира кичмата, да се даде совет за однесување, пешачење и сите оние за болки препарати подолго време да се пијат. Добро. Ние стигнавме до самиот крај на денешниот разговор. Ми беше драго што имавме можност да зборуваме за коскините шилци, меѓутоа ете во некоја следна прилика ќе зборуваме за на начинот на лекување, односно третманот. Докторе, би сакала тука да ве се заблагодарам што бевте дел од Македонија денес, па секако ќе се видиме во некоја друга прилика. Да, прифаќам. Да се видиме и друг пат. Така. Секако ние продолжуваме понатаму со останатите содржини. Во продолжение ќе ја погледнете репризата од емисијата Анализа со колегата Сеат Врхзвановиќ. Веднаш потоа следуваат најновите информации од Македонија и од светот, а по вестите се враќаме повторно назад во студиото, каде што продолжуваме со останатите информации. Останете со нас.